Веќе знаете дека атомите се многу мали, но постојат и помали честички. Ако се разгледа атомот малку подетално, ќе се открие дека тој е составен од протони, неутрони и електрони и многу празен простор. Замислете си еден олимписки базен широк 50 метри. Претпоставете си дека тоа е атомот. Во центарот на атомот е јадрото. Јадрото е составено од протони и неутрони. Ако скокнеме во базенот за да го најдеме јадрото, тоа ќе биде скоро невозможно, бидејќи јадрото е со големина на зрно од песок. Околу јадрото се наоѓаат електроните кои постојано се движат. Електроните се дури помали и од протоните и од неутроните. Ако во еден атом има само 2 електрона, тоа ќе биде како да има 2 зрна песок што се движат во базен од 50 метри. Тоа се 2 многу мали електрони. Што е тоа што останува? Многу празен простор. Минијатурниот размер на частичките од атомот значи дека тие имаат и соодветно минијатурна маса за споредба. Ако треба да се измерат протоните, тогаш ќе ни требаат 600 секстилиони да измериме само 1 грам. Еден протон ќе има многу мала маса. Истото може да се каже и за неутроните и електроните. Поради тоа, нивните маси се мерат една во однос на друга. Се претпоставува дека масата на протонот е 1. Неутронот ќе има слична маса како протонот, односно и него му се доделува маса од 1. Електронот е полесен од нив и има маса од 1 врз 1840. Ако се земе предвид колку потешки се протоните и неутроните во однос на масата на електроните, може да се заклучи дека масата на атомот е сконцентрирана во јадрото. Протоните, неутроните и електроните исто така имаат и свој полнеж. Протоните се позитивни, неутроните се неутрални, електроните се негативни. Полнежот на атомот е секогаш електронеутрален. Тоа значи дека бројот на протоните мора да биде еднаков со бројот на електроните во еден атом. Бројот на неутрони може да се менува. Тие не влијаат на полнежот на атомот во целина. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.